Тук. Интересно време. Благодаря. Значи, Ениса Мурсели, UN Alliance of Civilization. Имајќи можност да бидам покрај организираноста на Обединетите нации и сето тоа што се случува таму, моето прашање е колку транспарентни се нашите дипломати што ги имаме во сите држави, колку Министерството за надворешни работи се грижи обичните граѓани во Македонија да бидат информирани за нивната работа и колку они навистина работат надвор. Благодарам. Благодарам јас. Да, доколку имате, може уште едно-две прашања да соберем, па ќе ги одговори. Тука, да. И уште едно, тука и тоа. Се извинувам. Жан Становиски, Фондација Балканет. Кратко, еве ја чувме лекцијата од почитуваниот професор Малевски. Дали и кога нашата надворешна политика ќе стане, ќе се базира на реалноста, а помалку на идеализмот? Па моја прашање е до министерот Поповски, кога тој ќе стане реалист и кога ќе ја одмене оваа идеалистичка фаза? Фала, се извинувам. Благодарам и уште едно прашање. Тука имаме. Јас сум Љубица Пендаровска, инаку автор на еден од текстовите во Политичка мисла, посветен токму на малите држави и квалитативните фактори кои што условуваат улогата и значењето на малите држави. Во тој контекст се сложувам со министерот и со професорот Малевски дека малите држави треба да се соочат со реалноста и да престанат да оплакуваат својата лоша судбина бидејќи се мали. И во тој контекст, имајќи во предвид дека Македонија претендира да стане членка на ЕУ и НАТО, но истовремено сме свесни дека не знаеме кога ќе се случи тоа, а историјата покажува дека за малите држави е исклучително важно да бидат активни во меѓународните организации. Моето прашање е што мислите, дали можеби Република Македонија треба повеќе интензивно да се посвети на работата во специјализираните агенции и тела на Обединетите нации и особено за јакнување на својот персонал во овие агенции. Истовремено би сакала она што го спомена министерот дека е битно да градиме сојузи. Што мисли министерот, дали сме доволно иницијативни или можеби ние веќе како Македонија треба да покренеме иницијатива за некоја поинтензивна соработка, бидејќи на тој начин би го свртела малку вниманието што е цело време сконцентрирано на Република Македонија од аспект на тоа дека не може да стане членка, проблемот со името, и на тој начин покажала иницијативно за некои прашања други кои што се од особено значење за Република Македонија. Благодарам. Благодарам и јас. А уште едно последно прашање тука. Се надевам дека министерот ќе има време да ги... Георги Аврамчев, поранешен амбасадор на Република Македонија во Женева, Обединетите нации и Светска трговска организација. Значи, колега на министерот Малевски во истата организација. Ако до 2008 година имавме политика да го одлагаме проблемот со решавањето со името, во смисло дека времето работи за нас, сведоци сме дека денеска е тотално исполитизирано. Партиски се решава, не знам, Али Ахметија во Париз моментално го решава, министерот во Њујорк и така натака. Дали е возможно да се деполитизира и да се реши како што треба, а тоа е без многу помпа. Знаеме сите кои сме работили во дипломатија дека важните спорови се решавале на многу тивок и мирен начин, ако сакаме да дојдеме до решение. Прашање до сите присутни. Фала. Благодарам. Министра, повелете. Да. Океј, ви благодарам, ќе се обидам да таксативно да ги споменам, да одговорам на сите прашања кои ги адресиравте. Прво беше во однос на медиумите, колку тоа ја подобрува, ослабува надворешната позиција и така натаму. Самиот факт што се користи како инструмент во политичката борба, внатрешно зборувам, дава јасен сигнал дека
постои ниво на разлика на видувања по однос на ова прашање. Нема сите да се согласат со констатациите на различни актери кои ќе бидат прашани по однос на ова. Основните параметри по однос на кои можеме да мериме дали има напредок или нема напредок, дали има различни мислења или нема, мислам клучниот параметар, дали има простор за подобрување во иднина дефинитивно. Токму затоа и како дел од пристапниот диалог на високо ниво кој го водиме, испомнуваме теми, односно подобрување на рамката, подобрување на имиџот, би рекол, и тие се теми кои се чувствителни на европско ниво. Докога ги погледнете вестите во најголем број од земјите членки, исто така и во земјите кандидати и потенцијални кандидати, ќе видите големо ниво на совпаѓање помеѓу приоритетите. Ако го трнете името кое е, да речеме, наш специфичен предизвик, ќе видите дека има многу големо ниво на усогласеност помеѓу тоа што е главна тема во едно или друго општество во рамки на она семејство во кое ние припаѓаме. И затоа мислам и дека сите напори кои ги правиме треба дополнително да ги промовираме и неретко тие се валоризирани, односно ни ја подобруваат позицијата надвор, односно се гледа дека има некој процес во тој дел. Во однос на дипломатите надвор, колку се транспарентни, мислам дека во изминатиот период имаме направено голем напредок во поглед на индивидуализирање на ангажманот на секого, односно како дел од пакетот за промени на законот за надворешни работи и она што во пракса го применуваме, воведовме критериуми за оценување индивидуално на активност и придонес, прво во делот на економската дипломатија, односно промоциите, врз основа на математички параметри правиме некое рангирање кој колку придонесол, каде можеме дополнително да придонесеме, таму каде што се придонесело најмногу да следи и некаква награда, односно стимулација. Нивото на транспарентност е веројатно различно зависно и од позицијата и од природата на работите, односно многу често она што се случува во Обединетите нации е обзнането од кога одлуката ќе биде донесена, така што не можете да очекувате исто ниво на транспарентност во тој дел и во делот на, не знам, промотивни активности за бизнис заедницата во било која држава каде што тоа го организираме. Не можам да кажам, да дадам односно генерална оценка за тоа. Тоа што генерално е валидно е дека имаме направено фокус на индивидуализирање на придонесот и определен начин на ниво на конкурентност, односно согледување каде имаме резултати и таму да наградиме и каде резултатите можат да се подобрат и таму да направиме дополнителен фокус за тоа да се промени. Мотивот за тоа е надворешната политика, како и секоја друга активност на државата, треба да ги одразува приоритетите на гласачите, на даночните обврзници, на државјаните, на граѓаните на Република Македонија и секогаш мораме ни става призма да го имаме тоа. Тоа се однесува и на следното прашање кое ми го поставивте, односно околу реалноста или недостатокот на реалност во определени сегменти на она што ни се случува на меѓународен план. Прв аспект е што мислам дека е значаен да го кажеме, не смееме да ги гледаме работите еднострано. Односно, фактот што повторуваме дека Грција не е заинтересирана да има решение не се однесува на тоа колку реално или нереално сме да согледале ситуацијата, туку се однесува на напорите кои Грција ги вложува за градење на перцепција дека е некаков конструктивен фактор. Со било кој имам разговарано во изминативе повеќе месеци, вели на моменталната грчка политичка сцена има еден приоритет во однос на прашањето за името, а тоа е да нема решавање, односно да нема придвижување. Тоа е она што политички најмногу им одговара на внатрешен план. Од друга страна, владата во Атина вложува напори да презентира слика кај останатите партнери во НАТО и во ЕУ дека еве нешто се случува, постојат напори од едната, од другата страна, еве сега диалог и константно се обидува да креира некаква перцепција дека еве сега само што не се случило тоа решение. Кога патуваме порака за тоа каква е климата, односно кога зборуваме за планини или за посветеност, од другата страна точно се фокусираме на оваа порака. Односно,
не сакаме да дозволиме Грција да може да креира перцепција дека се работи за спор во кој имате две страни и кои се проактивни и има некаков процес. Реалноста, и инсистирам на реалноста, и тука е многу добар индикатор за тоа колку сме реални од тој аспект, е дека имате еден актер кој има интерес ова да го реши. Тоа е Република Македонија од бројни причини, вклучително и поради тоа што единствен проблем кој го имаме со Република Грција е ово, и мислам дека колку би го решиле спорот, би имале многу подобра ситуација во однос на нашиот јужен сосед кој е еден од главните наши партнери. И од друга страна имате политичка гарнитура таму каде што треба да се реши прашањето, која има витален интерес да не го реши ова прашање. И не смеме да дозволиме да обстои перцепцијата дека да, еве се договараат, се движи нешто, се случува. Не е така. Реалната ситуација е дека вие имате партнер кој сака да не се реши прашањето. Односно, действува во правец на нерешавање на прашањето. Токму тоа е најреалната слика на она што имаме во пракса.